Благодарам, почитувам председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Пред нас е завршната сметка за буџетот 2020 година и сосема е јасно дека оваа точка доаѓа со одредено закаснување, меѓутоа и како имаме што да кажеме за оваа точка, затоа што мојата дискусија ќе ја базирам на една поента: од лошите примери треба да извлечеме искуство. Меѓутоа, тоа очигледно не можеме да го направиме. Што се однесува до 2020 година, вака гледано од перспектива на неколку години и тоа што беше ефект од истата година, неколку работи оставија силен белег на истата во однос на финансиите. Прво морам да почнам со изјавата на господинот Зоран Заев во тогаш функција премиер: ќе се кратат платите, и тоа изјава дадена пред почетокот на пандемијата, односно кога веќе пандемијата го добива својот тек и разгорување. Ова беше тотално несериозна изјава која и како влијаеше понатаму на развојот на финансиите во државата. Во исто време, иако почеток на пандемија, премиерот ќе даде уште една несмесна изјава: ќе правиме реформи во администрацијата, таа е има превработеност, е прегломазна. Уште една несериозна изјава во време на пандемија. Ако ги поврзате ова со изјавите на премиерот тогашен во некои времиња од опозиција, кога нели живи луѓе ќе се јадеа, се постигна многу лош ефект. Луѓето се уплашија дека нема да добијат плата и луѓето се исплашија дека тие што одат на работа ќе останат без работа, затоа што реформата во администрацијата по дефолт значи и напуштање на одреден број на луѓе или пренамена во други сектори. Ова беше од финансиски аспект крах на потрошувачката во општеството, и ако ги погледнете бројките, освен за храна, буквално луѓето и да престанаа да трошат, што беше многу лош момент во однос на самата финансија на буџетот. Понатаму, пред самата пандемија имавме многу лоша сезона за земјоделците. Имавме проблеми со откупот на раноградинарските продукти, зеленчуци, домат, зелка. Имавме проблеми со овоштарството таа иста година, слаб откуп на вишна, на праска, грозјето лошо одеше. Понатаму, исто така, неминовно е да се потенцира дека тоа е и година на избори. Едноставно, кога имаме избори, знае политиката да ја на некој начин запостави економијата, да ги запостави и државните интереси. Па така имавме избори со тие познати пакети, пари делени на хуманитарни организации, сумливи пари кои шетаа ваму-таму. И на некој начин и тоа влијаеше на финансискиот ефект на таа година. Сега од дистанца гледаме што се случи. За жал, истата година имавме и едно нелегално зголемување на електричната енергија, и тоа после избори, направено на криминален начин, затоа што струјата се покачи 7,4%, а од друга страна требаше да се покрие тоа пред избори и на некој начин повторно луѓето видоа дека тековите во економијата имаат преголема политичка димензија отколку реална и законска димензија. Најлоша година за откуп на тутунот, едноставно тоа што беше увертира, се продолжи откупот во 2021, тоа е реколта 2021. Цената од 160 денари за килограм е катастрофална, а директно е поврзана со некаде околу 100.000 лица кои одгледуваат тутун. И сега, исто така, не можеме да заобиколиме дека тоа е година на пандемија COVID-19, меѓутоа овде на мене силно ми остави впечаток една крајно голема небулоза. Македонија не можеше да фактурира, замислете, 30 милиона евра помош од Европската унија за почетно справување со COVID кризата,
односно државата не можеше низ фактури да докаже дека истрошила 30 милиона евра за ковид кризата. Значи, Европската унија бараше директни трошоци во здравството, а од друга страна, владата во своите проекции и тоа што значи завршна сметка ќе каже дека за ковид кризата има истрошено над милиарда евра. Тоа е тој несериозен пристап кога не можете да ги подигнете тие 30 милиона каде што ви барат каде сте ги потрошиле, а пред луѓето ќе кажете потрошивме 1 милиарда и кусур евра. Тоа е реалната состојба со борба со ковидот. Едноставно не инвестиравме во реалното здравство, не инвестиравме тамо каде што најмногу е потребно, баравме зголемување на платите и на здравствените работници, дојде малку закаснато, поприлично закаснато, на моменти беа демотивирани, не инвестиравме во нови болници, не инвестиравме во клинички центри, напротив, инвестиравме во модуларни болници и знаеме како завршија истите и една трагична ситуација каде што продолжен кабел, повторно купен од државата, беше причина во наводници за несаканата ситуација каде што живи луѓе ни изгореа. И врв на тоа немаше никаква одговорност. Тие се тие моменти, според мене, кои ја обележаа таа 2020 година и зашто имавме такви финанси какви што имавме. Уште неколку моменти ќе спомнам, меѓутоа еве и буџетот низ бројки. Планирани приходи, односно реализација на приходите 3 милиарди запирка 0,7, расходи 3 милиарди запирка 9,5. Кога ова ќе го одземете, ви доаѓаат 880 милиона евра дефицит. Не можеме ни оддалеку да кажеме дека ова е добро од финансиски аспект. Тама работа, ако ликвидноста ја браниме со тоа што ќе се задолжиме со близу милиарда евра, тоа ни оддалеку не е добро. Јавниот долг во 2020 година помина тие фантастични 60% и едноставно, ако го споредиме со бројките на јавниот долг пред пандемијата, тие се некаде 50%, јасно ни станува за што збориме. На крајот годината ја завршивме со чудни бројки. Се уште неаме расчистено дали падот на БДП е 4,4% или 6,1%, иако последниот збор го кажува статистика и тоа е 6,1%, меѓутоа вака за бројките да бидат посимпатични помеѓу народот, манипулираме со бројка 4,4% и вака помеѓу народот тоа може би звучи, не е толку ни битно, меѓутоа тоа ако таа разлика од 2% ако ја ставите на БДП, тоа се фантастични 200 милиона евра. Државата пресметала едно, а статистика пресметала друго. Значи, кога правите завршна сметка на фирмите и барате 0 со 0 приходи и расходи, а овде имаме 200 милиона евра, не знаеме каде се. Малку тотално несериозно, повеќе политиканство и да не употребувам некој лош збор. Лоша година, зголемен број, некаде над 50.000 ново пријавени во Агенцијата за вработување. И тоа што сакам да го искоментирам на крајот, капиталните расходи, планирани 386 милиони, реализирани 260 милиони евра, реализацијата 67%. Тоа што требаше да не научи во 2020 година беше ова последното што го кажав, капиталните инвестиции. Новиот тим кој дојде 21 година, иако дојдоа крајот на 20 година, ги работеа ребалансот сегашниот премиер и министерот, требаше да понуди реформи и луѓето понудија реформи. Реформата требаше да оди во насока на следење на капиталните инвестиции на месечно и на дневно ниво. За жал, не научивме од кризата, не научивме како се вади економија од лошите параметри. Место да инвестираме во капитални инвестиции, ние и 2021 година продолживме со исто лошо темпо на реализација на капиталните инвестиции и 2022 година сме на истото дереже. Со ваква политика
единствено што ни останува е да прогласуваме кризни состојби и да се справуваме од денес за утре со лошите состојби во државата. Благодарам.